Од денеска во институцијата Народен правобранител нема кој да подпишува заплати на вработените, иако се најавуваше дека точката за избор на омбудсман ќе се стави на дневен ред на 12 јануари, тоа не се случи, што ја прави ситуацијата алармантна. Оваа институција е без прв човек на чело од јули минатата година, кога заврши мандатот на Насер Зибери. Дуи него прифаќа предлогот на Собраниската комисија за прашање на избори и именувањата, местото на Зибери да го заземе Фатон Селјами од Министерството за правда, кој има завршено правен факултет во Универзитетот во Тетово и постдипломски студии во Универзитетот на Југоисточна Европа. Како можна разрешница се спомнуваше и директна средба на премиерот со Али Ахмети, но Мицкоски најави дека за проблемот ќе се разговара со сите пратенички групи. Цениме дека треба да се надмине, бидејќи е дел од извештајот кој што го подготвува Европската комисија за напредокот на Македонија како држава. И доколку сите навистина сакаме да се придвижиме напред, доколку навистина сите имаме иста желба да ја видиме земјата како рамноправен дел од рамките на Европската унија, тогаш не гледам причина зошто едно такво решение да не биде поддржано и сето ова да биде завршено. Од овие средби ќе зависи и завршувањето на реформската агенда, што Мицкоски очекува да се случи најдосна до април. Потоа вели се ќе зависи од ДЕУ. Најголем дел од чекорите што требаше да се завршат до крајот на декември 25 се завршени, да видиме што треба да се направи за да и останатите бидат завршени и полека таму од април да го фатиме чекорот и да бидеме најдобри од Западен Балкан. Тоа е нашата цел. Сега, потоа оставаме на самата Европска унија, дали ќе дозволи да биде заложник на билатерализација или објективно ќе ги гледа постигнувањата на земјите кои што се кандидати за членство во рамките на Европската унија. Веќе викендов или најдосна следната недела повторно ќе има и тематска средба со ресорите за напредокот во реформите.